Почитувани, добре дојдовте во Самовистина. За актуелните случувања дома, но и во светот, вечерва во Самовистина ќе дебатираат Сотир Костов, добре дојдовте. Добре најдов. И Лјупчо Зиков, добре дојди за вас. Добро вечер. Очекувано зборуваме за лидерската средба најнапред што ќе биде утре, на која што барем досега СДСМ официјално се изјасни дека нема да присуствува. Се очекува вечер одлуката да ја донесе Дуи, иако неофицијално би дошла на утрешната средба. Костов, што очекувате? Дали беше изненадување за вас одлуката на СДСМ? Дали ги разбирате нивните аргументи за бојкотот на утрешната лидерска средба? Бити, пред да одговорам, дали може две работи да кажам, многу краток ќе бидам. Добро, зашто? Едната е прв пат излегувам во јавност оваа година на сите македонци, ја и не само на македонци, да им честитам нова година, сите празници, да посакам здравје, среќа, берекет и така натаму. А втората е, прв пат, бидејќи правиме на анализа Радар двојка, втора, почнав да ги гледам коментарите пред емисија, по емисија, за да дојдам до некои анализи. За денешната емисија? За најавата збора. Прв пат гледам некои навредливи работи за мене, за Зиков, па дури нешто и за медиумот и ово и она од мала група луѓе и сакам едно да кажам. Не е коректно, диригирано или не диригирано, некој прво да напаѓа најгледаната емисија во Република Македонија, не случајно ја викаме Вемблеј, не е коректно нас аналитичарите да не напаѓат без причина ад хоминем. Ние израснавме и сме цврсти ради тоа што не напаѓаат, брзе сега за мене ќе зборувам, а за нападите ќе зборувам и во името на Зиков без да го прашам. И мислам секој што сака со нас да се соочи слободно, нека ни се јави, дали во кафана, дали на улица, дали во некој медиум, рецимо каде што јас се прашувам, а тоа е Радар или Лидер, може да поразговараме ако имат нешто против нас. Ние сме обични луѓе, сите сме луѓе, сме прифатили овде да седниме, го цениме вашиот избор, ние не влијаеме на изборот и мислам треба да има малку повеќе некој домашно воспитување и општа култура, ама тоа е мала група, велам. Малку ми беше симптоматично, никој пат не било за вашата емисија со такви квалификативи за аналитичарите. Толку, завршувам. Да, и ти се извинувам. Секако, нема проблем, имате право да одговорите, да. Види, да бидам искрен, јас сум непријатно изненаден од одлуката на Филипче. Ја очекувам да прифати тој да присуствува, бидејќи е опозиција, на еден начин е нов лидер кој треба да гради сега лидерство и видите, ви кажам, лидерството е водење, да водиш. Лидерството е да организираш, да координираш, а партија, па потоа коалиција, па ако си на власт, институции, ако си во опозиција, да критикуваш, да изнесуваш предлози, да напаѓаш под наводници, така кажано, а тоа се прави на средба. А во етимологијата на средбата, на комуникација е среќа. Еве, ние вечера се не поканивте, ние прифативме и средба. Ние сме среќни што се сретнавме. Секој своето ќе го каже, или ќе останеме на нашето мислење, или ќе се приближиме јас езиком во нашите ставови. Филипче многу губи со ова. А да сам ја некој. Еве вака. А пред се за себе губи, кај членството и кај симпатизерите и во широката јавност. Опозиција е. Он мора да е присутен на масата каде што се разговара за Република Македонија. Дали се тоа национални интереси, дали се тоа државни интереси, дали се тоа политички прашања, дали се тоа системски закони, дали е тоа реформа, дали е тоа менување на ова пуста техничка влада, ја не знам што е, тоа се битни прашања. Како за власта, така за опозицијата, така и за секој политички субјект. Очекував да се одважи, да дојде на еден начин да изнесе рафални своји ставови, а барања ако треба, Дуи не дојде, не имате едно барања. И само да подсетам зашто ова го кажувам. Ке ве вратам во 23-та година, и со ова ќе завршам, ке ве вратам во 23-та година, ке ве подсетам на летото кога се одржи лидерската средба, кога на еден начин последната фаза од својот победоносен поход Христијан Мицковски го почна, во средбата со Ковачевски, по мене, мој квалификатив, го нокаутираше Ковачевски политички, неприсутниот Али Ахмети му кажа што ќе му се случи на изборите, погоди и доби од лидерска средба Зиков. А сега гледаме друг лидер, не прифаќа
се учеурува во својата... Добро, може би имат нова стратегија, некоја нова тактика. Види, ја тука не гледам стратегија, тоа е проблемот. Јас сум човек кој се бави со стратегии. Едно 10 сум ги спроведувал кога работам за избори, изборни кампањи или со политички партии и лидери, и лично мислам криењето во кабинет, дома или било каде не е добро. Комуникација, ни треба комуникација. Јас научувам нешто, тој научува од мене, заедно научуваме, побогати сме. Добро, да видиме Зиков, дали се согласувате со што го кажа господинот Кустов и дали е паметно според вас што еве СДСМ се одлучија да не доаѓаат на лидерска средба? Прво срекне нова година и од мене, и срекни Божикни и празници, и сите празници, и вечера стара нова година срекне, нека. Знаете што? Јас повеќе пати до сега во ова студио ставот околу лидерските средби сум го кажал, например. Не знам дали тоа сега што ќе го кажеме мотивот на тоа зошто утре СДСМ не присуствува на лидерска средба. Но за мене лидерските средби е, како да ви кажам, состанок на племенски водачи. И тоа никогаш не било, прво не е уставна категорија лидерска средба. Втора работа, никогаш не било тоест секогаш било важно да се сретнат племенските водачи и да договорат, и со тоа на мала врата се суспендираат институциите каде што треба некои договори да се направат. Тоа истото го реков јас и пред неколку месеци кога СДСМ пред нова година, мислам дека имаше еден период кога се бараше барање за лидерска средба за резолуцијата. Истото го напишав јас, дека тоа не се прави на лидерски средби. На крајот на денот имате институт предлог во собрание, па терате расправата, дебатата низ комисии, на пленарна седница во собрание и така натаму. Ова, например, овој формат на лидерски средби, на времето се сеќавам и јас и Сотир, лидерски средби имало помеѓу првиот на власта и првиот на опозицијата. Значи, евентуално албанските лидери. Добро, ама тоа начален договор се постигнува таму, па предпоставам после тоа се согласува во собрание со закони. И денеска во медиумите имаше разноликост. На едни пишуваше, се информираше лидерски средби. Ние, например, го превземавме она дека председателот на владата ќе се сретне со представниците на политичките партии, трала-лала, значи тоа се 20 партии утре таму. Сега карикирам јас нормално во тоа. Но формата понекогаш е многу важна и во овој случај мислам дека е важна формата. Значи без разлика колку и да зборуваме ние дека формата не е, суштината била важна. Овој пат формата е важна заради тоа што не е ова лидерска средба. Лидерска средба би било кога за некои клучни големи прашања, како што, например, предпоставувам дека ќе зборуваме и за техничката влада, еве да го предухитрам целиот овој момент, например, лидерски средби се правеа во периодот пред пржинската влада, во периодот 2015-16 кога се слушаа бомбите, се правеа повеќе лидерски средби. Лидерски средби се правеат буквално сите овие години. Ама тоа е лидерска средба кога вие гасите некаков пожар во државата, сега политички пожар, ако е во прашање. Сега ја не знам како пожар беше најавено како за консензус за реформски закони, за ЕУ агенда и така. Сега ќе влезам и со ова ќе завршам во овој дел. Повеќе мислам дека ова е повеќе создавање простора либи за нешто што би требало да се случи оваа година. Значи, според агендата што гледам што е предложена како таква, овде има промена на евентуално изборниот законник да се менува, па има укинување на техничка влада, што не знам тоа како го замислуваат, и баш ме интересира епилогот утре од ова гледање, да видиме што ќе биде као заклучок по основ на техничка влада и европските реформски закони. Видете, европските реформски закони, јас колку што знам и колку што јавноста знае, требаше до нова година тие 12 требаше да бидат усвоени. Сега, ова праење состанок утре, лидерски, ова е повеќе ми личи како алиби на ситуацијата дека еве се сретнале сега племенските водачи, доправа да се договараат за европските закони. Што не е коректно спрема евроинтеграциите на Македонија и не е коректно на крајот на денот да се манипулира со јавното мислење на таа тема. И според вас, што треба да направи? Лидерската средба, ви кажа што е според мене. Лидерската средба во овој момент е тотално за мене нерелевантна, значи како таква, заради тоа што веќе задутре темата и динамиката во политичкиот живот во Македонија ќе биде иста, непроменета од тоа што е денеска. Што е разликата? Инаку во подконтекстот на ова,
еве јас ќе објавам неофицијална информација што медиумите почнаа да ја лиферуваат. Денеска, на пример, постои информација за која очекував и како новинар, очекував и пресконференција, ако е точна таа информација, дека Македонија се задужува со 2 евроврзници на меѓународниот пазар во Лондон во висина од 1 милиарда евра. Јас мислам дека таа информација е релевантна во предвечерието на лидерската средба. Да биде кажано, па утре да бидат политичките протагонисти да бидат спремни, можеби и за тоа да дискутираат на таа лидерска средба. Меѓунајавата политичка и економска ситуација беше на дневен ред на таа средба. Видите, ние во агендата не гледаме за ова. Ова е еклатантна информација, ако е точна, пак ќе кажам, релевантни медиуми ја пренесуваат денеска информацијата. Ако е точна, ќе потврди Министерството, нема зашто да не се потврдува, ако е така. Ја повеќе сега го кажувам ова од аспект на тоа дека кога веќе правиме јавно мислење, денеска требаше да има пресконференција и за тоа, да се изјасне. Ако е тоа, евроврзница не се вади туку така, сега сабајали им текнало, па у 12 саат ја лансирале евроврзницата. Тоа е сигурно нешто што е смислено, па е праено со денови, со недели. Јасно. Знаеме како се планира евроврзница. Еден аргумент за лидерските средби. Значи, колку знам, ова е лидерска средба на сите парламентарни партии, значи не е мал тесен формат. Значи, сите лидери на парламентарни партии, бар така ја сватив. Па може на парламентот да се види. Да, и јас сум за во парламентот да се собираат, ама тоа е формата. А средба како средба, јас сум за средба. А второ, ако не се битни, ајде да ве подсетам. Се сретна Трамп и Путин на Аљаска, се случи што се случи. Се сретна Трамп и лидерот на Кина Си Џинпинг. За кратко време Трамп киднапираше председател во Јужна Америка. И те како се битни лидерските средби. Се договара некои работи, сега ова ја што кажав малку и негативна конотација. Добро, еве, да речеме левица, да, само те молам. Значи, нешто, тоа што треба да се договори така, тоа немојте да мислите дека помеѓу Филипче и Мицковски не е договорено. Тоа сигурно. Не, ја не мислам. Тоа е сигурно. Не мислам. Како Трамп и Путин што се договориле. На твојата теза дека е непотребна лидерска средба на сите лидери во парламентот, ја вака ќе кажам малку духовито. Со криминалци не разговараме, подобар стил на комуникација. Сваќаш што зборувам. Не ова на тебе, на мене. Со криминалци не разговарам, бети. Па те молам. Толкова. Значи, го парафразирам Филипче. Не навлегувам во ставот на СДСМ, не ќе да го коментирам тој став. Еве, иако ставам во жижата. Иако јас ќе забележам, па дека ништо понежни не беа ВМРО во претходните месец дена. Например, со пресконференции. Тоа е битката. Па тоа е политичката битка. Тогаш нема проблем со ставот на Филипче. Не. Криминалец треба да има досие, треба да е процесуиран. Извини, клан да кажеш за некого што е? Клан е сосема. Како се подразбира во македонскиот политички живот клан? Калјачки клан, Ваков клан, Дугаџини клан, Дубај клан, кој ќе кажеш како тоа треба да биде сватено? Значи клан на криминалци. Не, на градишна мафија. Не може така сотир. Значи ние гледаме како да се процесуира. Значи некои поими се вдомени во политичкиот живот и кога така нешто се изразува, се треба да ги оправдуваме ако се вдомени. Па добро. Твојата и мојата улога е како аналитичари нешто да оправдаме, а нешто да одбиеме. Овие со клан мислеле на тоа, а Филипче бил поконкретен. Ме разбирате? Добре. Значи нивото на комуникација треба малку повисоко. Треба да е повисоко нивото на комуникација. И се надевам дека после овие, еве да речеме и утрешната лидерска средба што ќе биде, еве да биде едно од очекувањата да биде да се смират тензиите на таа релација. Значи не може ако имате нешто за криминал, за клан, за такви работи, тоа треба да се вади и да се вади на пресови. Еве гледаме СДСМ вади некои теми на пресови, од некои тендери, местења, ова, она. ВМРО на пресови треба да вади такви работи, а не само да означува клан. Или па институциите под опрен глас да проверат. Или да се проверува. Значи, ние неминовно, некој ни фрла како велеле римјаните на времето Цезар, како дајте им игри и терајте работа. Сега на јавноста се даваат игри цело време. И сега ние што треба? А под жито ни поминуваат големи работи. Не се разговара за евроинтеграција.
скршиле стакло на бугарска амбасада, сега 20 дена ќе ломотиме за тоа. Евроврзница ќе ви пројде, за тоа нема да разговараме. Утре ќе има нешто, ќе има прес, ќе каже министерката за финансии, така треба Добро, да биде. ама тоа не беше проблем. Може опозицијата да дојде да го диктира дневниот ред, може да постават барања. Ова е став политички на опозицијата за утре. Значи тоа си е ја би сакала- политички став легитимен. Годинава враќаме 700 милиони задолженост од претходната. Не, збориме за лидерската средба. Значи, еврообразницата никој не може да ја сокрие. Значи, еврообразницата штом се зима од најголемиот, еден од најголемите трите, финансиски центри во светот, значи Лондон, како што кажа ти, па тоа не може да се сокрие за Не ме разбираш. Враќаме долгови. Не да се сокрие. Нити па мојот став е дека владата планира да го сокрие. Тоа не може да се сокрие. Штом го знаеш ти, значи не е сокриено. Financial Times за ова утре ќе пишува. Значи, не може да се сокрие тоа. Работата е кога треба за нешто да дебатираме, за нешто суштински да дебатираме, кај што ќе може и моите знаења од финансии и економија, твоите знаења да излезат на површина, да седнеме да дебатираме во јавноста. Финансија и економија слабо. И тие теми треба да се отвараат, а не вака дајте игри на народот, народот ништо не разбира. Реформите не се тема битна. Реформите не се тема битна. Законот кој ни е застарен, 12 закони за Европска унија требаше до нова година да бидат каде се распоредени? Во собрание, во влада, во министерство и Венецијанска комисија. Да. Ја толку знам. Јас од она што го видов Значи во различни фази се. Господин Костов, соопштението на СДСМ беше дека тие се против укинување на техничка влада, бидејќи тие сметаат дека не може да се гарантира фер изборен процес за опозицијата и дека преку Safe City системот ќе биде следена опозицијата во текот на предизбори. Сега СДСМ го менува ставот. Претходно кога беа на власт, тие беа за да се укине техничката влада. Сметате дека има ли причина да стравува опозицијата и сега и да е така треба да дојдат на средба па не да договараат? Не е поентата во Safe City. Safe City као закон. Тоа јас цитирам што кажа денеска во соопштението. Кој е тој што ќе дигне рака против Safe City кога ќе дојде у парламент? Сите ќе бидат за. Имајќи у предвид колку луѓе загинаа на сообраќајниците, на патиштата. Сето тоа има логика и тука минатата емисија ли беше, не знам кај го кажав тоа дека Safe City требаше да го донесеме ние пред година и 2 и 3, а не сега доцниме со тоа. И СДСМ веројатно ќе биде за, не знам како размислуваат, и ДУИ ќе биде за, иако ги посочуваат со прст дека се кочничари на тоа. Не, според соопштението на СДСМ испаѓа дека власта сериозно ќе оди на избори и еве сега они сметат никако да не се укине техничката влада. Ја тоа така го разбирам, не знам сега дали вие. Моето мислење нека се докаже. Не зборувам за соопштението на СДСМ, кој што сметат зошто не треба се укине техничката влада. Пред пржино и пост пржино се сменети во нашата република. Република Македонија. Нема потреба од техничката влада. Едно, а второ, тотално сите влади се покажаа неефикасни и кога ВМРО владееше, се почна техничка влада со ВМРО, па се продолжи со СДСМ додека владееше и ДУИ. Се покажаа неефикасни техничките влади. Имавме дуплирање на работи, имавме менење на министри, на заменици министри, на началници понадолу, имавме дуплирање на трошоци и така натаму. Ја од тие причини мојот став е дека техничката влада е надмината, а не е за занемарување и ова председателот на парламентот што го кажа, почитуваниот Гаши, кој вели дека па луѓе бре, ние сме веќе половина влезени во Европска унија, во НАТО сме и имаме техничка влада која малку е срамота да имаш, така да се надгледуваме. Ја и тука би го ставил тој малку морално-етички момент, дали си веруваме јас Зиков или не си веруваме. Сега имавме во 4 општини повторени избори, ја не видов некои проблеми, си победија во 2 општини опозицијата, во една Турската партија, во една ВМРО, не видов проблеми во спроведувањето на широката демократска форма, а тоа е изборите. Слободни, вакви, онакви, независни, демократски и така натаму. Така да ја мислам, времето на техничката влада е поминато, а многу оддавна звоната законот изборен не да се крпи, него нов закон. Анализа во ова студија сум давал дека имаме нус појави во резултатите, дека на иста излезеност, на различна излезеност, на различни избори, во исти изборни единици, во зависност од тоа колку имаме изборни, сега областа каде што ја владеам кандидати, добиваме контрадикторни различни резултати. Значи, да дадеме експертите да поработат малку на изборниот закон, да видиме дали овој пропорционален систем треба да го смениме со една единица, или пак
98 имаме многу Добро, тоа е интересна барањето работа. на дел од партиите 35% на имавме лидерската средба мнозински за една систем, изборна единица. останатото имавме пропорционален. Експертите нека го кажат своето. Овој закон е надминат. Од 2002 е, да не забораваме. Да, инаку да, треба се договара нели утре ако дојдат дуи, не знам дали како договора тој околу законот за прекршоци за да може да почне да функционира, нели Бадентер треба, па за да може да почне да профункционира системот од први. Да, меѓутоа дуи доаѓа со еден пакет на други негови предлози и тоа тие предлози се изборна влада со Бадентер, одлуките на уставен. Ама гледаш, Зико, дуи оди похрабро. Не. Оде и испорачува барања. Да, меѓутоа Сотир ти велиш дека треба да си веруваме. Значи, еве сега, ако ми дозволите, една минута на таа тема. Значи, поделеноста во македонското општество е многу голема. И таа се виде, таа во суштина цело време од владата на СДСМ која дојде од 2017 година преку промената на името, преку договорот со Бугарија, преку францускиот предлог, општеството ни, народот ни е поделен. Од друга страна, имате кај Зошто? Па затоа што не постигнуваат консензус за ништо, тоа е проблемот. Натаму одам сега со одговорот. Значи, кај албанците исто поделеноста е огромна. Значи, и кај нив се гледа дека меѓу партиите е голема. Во таква недоверба, да се сетиме, например, еве, лидерската средба, повторно ќе се навратам на неа, па ќе одам на законот за влада, за техничка влада. За предлогот за укинување на техничка влада. Значи, еве ке лидерската средба. Социјалдемократскиот сојуз, колку што знаеме, сите се согласивме пред 10 минути, побара лидерска средба пред Нова година. Мислам дека беше октомври, ноември, пред локалните избори. Не. Тогаш се побара за резолуција што ја предложи СДСМ. Ама не ни доставија во собрание Зиков. Или требаше да има лидерска па за да... Знам, јас беше доставена до собрание и беше гледана, немаше расправа на темата, не се расправаше за таа. За црвените линии, ја мислам дека не како гледано, сепак не беше на дискусијата. Не беше на дискусија. Значи, ама се бараше лидерска средба од СДСМ за таа работа за да се усогласат некои работи. Таа беше брутално одбиена. Не беше доставена во собрание Зиков. Добро, окей, меѓутоа беше на пресови кажана, се бараше лидерска средба, сите знаеме за тоа, така? Се побара, не се доби. И сега вратка е ова. Ова недоаѓањето вратка е. За таа недоверба зборам, Сотир. Значи, таа постои недоверба. Од аспект на тоа, техничката влада, да се сетиме како беше, техничката е пржинска влада, пржино еден влада, така? Значи, да се сетиме како беше донесена. Таа беше донесена во време на такви политички турбуленции во државата, со револуции, со луѓе на улица, сето тоа е надминато. Минато. Недовербата. Зади нас. Недовербата. Хейт спичот. На почетокот на емисијата ти убаво спомна што се случува на најава на емисија на социјални мрежи. Јас го гледам истото, свесто не сакав на тоа да алудирам. Не, ја бидејќи правам анализа го кажам. Ама мене тоа ме јача. Еве сега во овој момент. Еве сега во овој момент ќе кажам. Да. Само на таа ли емисија тоа? Еве секаде кај што учествувам и кај што гледам некаде на друго место што се случува, вие знаете каков говор на омраза постои во општеството наше. Па луѓето, особено владини протагонисти од 10-ти ешалон, значи луѓе кои не решаваат, само што заради тоа што гласале за коалицијата на ВМРО ДПМНЕ и ВЛЕН. Значи, па тие очи ќе ви извадат на улица, еве, после оваа емисија, сега, кој како мене ме чувствува, нели, на ставовите, па излезете тука, може да ве и ќотек да излезете за оваа работа. Значи, да не ви кажувам какви све ситуации, па имало во месеците на назад. Значи, во такви ситуации. Значи, сакам да речам, дека недовербата во општеството и кај врвните политичари, и кај естаблишментот, значи, политички, е голема. На релација. ВМРО Левица, Левица СДСМ, СДСМ ВМРО, ВЛЕН ДУИ. Значи, сето тоа според мене може би уште еден турнус бара техничка влада сега. Така сега те сваќам. Може би бара уште еден турнус, само да завршам, за да не бидеме сега поставени вака. Значи, може би бара уште еден турнус техничка влада да се соземат главните проблеми кои произлегуваат од изборниот закон. Значи, има тука предлози. Утре Левица, колку што знам, оди со предлог на маса за една изборна единица. Ама нормално е тоа. Ама, не е нормално. Сотир, знаеш зашто? Јас сум за една изборна единица, барањето. Ама барањето. Знаете колку пати се бара една изборна единица пред секои избори? Па сигурно од 2020 и од 2006 година. Не,
3 години има до првите избори. Знаете ли дека ВМРО и СДСМ не даваат една изборна единица? И ДУИ не дава една изборна единица. Не Веќе влегуваш во материјална расправа. Ама што друго да влегувам? Значи, треба да се овозможи дискусија за тоа прашање. Еве ја дискусијата. Еве ја отварам дискусијата. Ако се договорат, тоа ќе оди во парламент? Па не, знаеш што е проблемот? Нема да се договорат. Не, немој така, опортунистички. Ако утре се договорат, ако утре се договорат, ти орден од мене имаш. Значи нема да се договорат. Најмалку 10 такви средби лидерски треба за да нешто такво од тој калибар се договори. Кога ДУИ ви доаѓа утре со бадентер за изборна влада. Сето тоа ќе се стават како екстремни барања. И сега, што мене... Ќе се извади уставот, ќе се извади законот и ќе се види дека тоа барање е неуставно. Што ми е главната поента? И утре како се вика, пукање во празно, лидерската средба. Значи, утре ќе почнат, ќе испијат кафето, ќе завршат и што? Ќе има у петок нова лидерска средба, као судско рочиште? Ќе има у понеделник? Нема да има. Пак ќе биде по волјата на председателот на владата, на премиерот, по негова волја и лидер на ВМРО ДПМН, кога ќе има следна... Дека малку си песимист, морам да песимист, не малку, многу сум песимист. Ако биде пак по волјата на Мицковски, премиерот нема да ги вика на лидерска средба. Да се договараат, да се координираат. Ке одлучат сами, па ке надгласуваат, дозволи сега. Ја мислам дека на крај тоа така ќе заврши. А вака да збориме отворено, се опипува пулсот. Тоа е сршта на политиката. Да го видам твојот став. Да го изнесам мојот став. А најдобрата демократија е да се најдеме на средина некаде, ја од нешто да се откажам, ти од нешто. Ја да прифатам нешто од тебе. Дозволи. Еве, да се смени нов. Еве, ја бидејќи тоа е моја област, овој модел е надраснат. Веќе дава нус појави. Значи, ни треба нов. Ке кажат експертите од институтите, од универзитетите, знаме една прекрасна група од ИСПИ, сега да не ги насочувам кои се бават со тоа 30 години, ке ни предложат една, две, три варианти на политичарите. Политичарите меѓу себе ке издискутират, ке стават на јавна расправа, а две-три експертски јавности, море ако треба ману ќе се израза научната, море експертската, море правната и така натаму, и ќе дојде тоа во парламентот. Ако има мнозинство, одиме со нов модел, па неколку пати моделот сме го менувале без Зиков. Па животот е константна промена. Да, ама овој ние модел, се плашиме од промени. Овој модел од 2002, ако не се лажам, така, овој е производ на рамковниот договор, овој модел. Од 2002, значи поминаа 23 години, се бара најмалку 10 пати е побарано промена на изборен модел. Ама еве сега е дојден моментот. Па не е дојде. Тука ја и ти се разликуваме. Камо среќа да е дојде модел, времето да се промени. Јас сум Костов. Да. Меѓутоа, еве ја ве уверувам дека до промена на изборен модел нема да дојде. А се бара укинување на техничка влада. Ке прочиташ после емисијава БАД, ова Венецијанската комисија што ни предлага, ке ги прочиташ последните извештаи на ОДИХИР и на ОПСЕ, и на Комисијата Европска, и ќе видиш дека јас сум во право. Бараат промени, не да се крпи законот, него или нов закон, или квалитетно да се подобри постојниот закон. Добро. Ја гласам за нов закон. Да, мислам, ја као аналитичар. И кога ќе почне? Еве, например, ќе има предвремени парламентарни избори. Не, тоа е хипотетички. Тоа е хипотетички. Првите избори се 2028 година. Да. Имаме доволно време, за прв пат имаме доволно време и големите, јас знам на што алудираш, големите се ВМРО СДСМ, еве ДУИ да ставиме влен, да сватат дека треба да се мени законот, да ги земат малку барањата на малите партии, на средните партии, и тие се партиципиенти во оваа демократија, во овој политички систем и уставен систем, и да најдат заедничко решение кој што ќе го предложат и ќе го стават на гласање. Ако е добро, ќе го изгласат. Ако не е добро, нема да го изгласат. Овој закон не влечи назад. Фер. Не влечи назад. Добро. Во ред ќе видиме каков ќе биде епилогот од лидерската средба, што таа ќе донесе, дали диодова ќе се потврди или ќе се демантира. Би сакала малку околу актуелните случувања во светот. Денеска Министерството за надворешни работи ги повика граѓаните најбрзо што може да го напуштат Иран. Има една
последна објава на американскиот претседател до граѓаните на Иран да ги завземат институциите, бидејќи помошта доаѓа од САД, па како вие тоа го толкувате, можно ли да се случи сега? Дали тоа ќе биде помош во храна или не знам како? Дали тоа можеби ќе биде некој вид на интервенција? Што очекувате? Како би се развивала ситуацијата?